во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Љупчо Кузмановски и сум од Ново село Зелениково и сум сопруг на Анета Кузмановска. Имаме 2 дечиња и третото го очекувам. Јас сум Анета Кузмановска од Ново село Зелениково. Сопруга сум на Љупчо Кузмановски. Ние имаме 2 дечиња, Анастасија и Дамјан, и сега очекуваме трето, машко. Време е за бебе. Значи, јас и Анета се знаеме од деца. Ние сме живеели, сме раснеле во исто село, со тоа што исто училиште и учевне. По известно време, значи, као тинејџери, почнавме заедно да излегуваме со исто друштво. Јас и Љупчо се познаваме од деца. Заедно сме од исто село, израснавме заедно. И понатака, како расневме, така се роди и нашата љубов меѓу нас и ние решивме да ја кронисаме со брак. И си се земавме, сме 12 години во брак. Па се вроди таа љубов, симпатија, почнавме да излегуваме, така да негдека после кратка врска, јас и Анета стапивме во брак. Никогаш не сме знаеле дека ете ќе стапиме во брак, дека еден со друг ќе се заљубиме и дека ќе имаме дечиња, дека ќе се земеме. Така да јас и Анета, значи, при оно излегувањето решивме, значи, стапи таа љубов меѓу нас и реков, значи, да, време е, зошто да не, значи, да ја кронисаме нашата врска. И за кратко време, во рок од 3,5 месеци, ние решивме нашата љубов да ја кронисаме со брак. И така да ја побарав, значи, за сопруга. Она на тоа ми одговори со да, значи, прифати. Да, после тоа, после нашето идење, значи, од 3,5 месеци, се земавме, си направивме свадба. По 3 години ни се роди нашата прва ќерка. После тоа, уште по 3 години ни се роди нашето синче, второто. И сега сум бремена со трето бебенце. Значи, нашата желба, уште како кога идевме, кога бевме дечко и девојка, од секогаш ни беше желба да имаме 3 деца и нашата желба ни се реализира, ни се оствари и сега чекаме принува во нашиот дом, значи третото бебе си го чекаме. Тоа ќе ни биде синче. Решивме понатака да живееме заедно. Направивме церемонија, значи свадба си имавме. Се роди едно детенце по едно 3 години. После тоа едно 3 години повторно се роди вториот син, значи тоа е второто дете синче. И еве сега чекаме трето дете, значи кое ќе биде машко. Јас се викам Живана Кузмановска, мајка на Љупчо, свекрва на Анета. Јас Анета си ја сакав, стварно си ја сакав од бебе, она е родена тука во село. И така јас изразив желба да ми биде сна. И така децата се засака, стварно се зема и сега имам 2 внучиња од Анета, чекам трето. Анастасија, кога се роди, беше сладко бебенце, се роди со црно косиче премногу долго. Значи, многу беше долга косичката и сите се чудеа кога се роди. Јас секогаш викав, леле, девојчето ми се роди како папагалче вие со косичка.
стварно така го викав? Па да, сите викаат, знаете, прво па машко, кај нас испадна, значи, прво па женско, али дете си е дете, сите, значи, се радувавме на неа. Прво дете у фамилија ни беше, пошто е од сите деца, значи, кај мене, јас сум прв женет, прво детенце, сите се радувавме сите, така да тоа е тоа, дете си е дете, дали е машко или женско. Се роди 3 кила. Многу беше живо бебе, темпераментно бебе, таа нон-стоп си коцкаше, си играше. Едноставно, премногу мирна беше и во ноќите, и преку ден. Таа плачеше само кога и се цицаше, кога и е време за пресоблекување и да спие. Многу беше мирна. Па Анастасија беше малце плачлива, малце темпераментна, значи некој работи она што сакаше, значи си ги сакаше, мораше да се доволат, али со тоа што додека да го фатиме ритам. Првото дете кога ми се роди, значи девојчето Анастасија, јас бев многу млада мајка, ја родив на 20 години. И во почетокот ми беше малку, толку несигурно, меѓутоа со текот на деновите како проаѓаа и неделите, ние се повеќе и повеќе се поврзувавме како мајка и ќерка, како мама и бебенце, значи. И самиот мајчински инстинкт што доаѓа од на мајката, срцето, значи, таа привлечност кон бебето и бебето кон мене, значи се навикнувавме една кон друга. И јас и бебенцето толку добро се сложувавме од самиот почеток, си ги стекнувавме самите навики, значи Анастасија беше толку темпераментно бебенце, што таа живост ја имаше, толку беше расположена, насмејана, таа знаеше да заплаче само кога и се јадеше, кога требаше да се пресоблече, кога и беше време за спиење. Кога фативна, значи, табијат каков има ритам, мала да се поправи, навикнавне на нас, навикна ние на незе и си испадна се оке, значи, дете да си порасна, да е сега трето деление во училиште. Првото внуче ми е најголемата радост. Сите ми се внучиња радост, ама првото ми е најголема радост. И најмногу се сакам. Анастасија беше премирно бебенце, значи немав некои посебни проблеми со незе, затоа што самиот мајчински инстинкт, значи нели природата го дарува тоа на мајката и на бебето да си бидат заедно поврзани и никој да не влезе помеѓу тој свет што е изграден меѓу нив, значи додека е мало бебето. Јас најмногу сакам да решавам задачи по математика, зашто освоив награда кенгурче. Супер, добра ученичка, значи пофалена е, така да за сега е супер. Исто така и наставничката другиот ден кога ни рече да нацртаме некои црташи да и го однесеме, јас го нацртав и го однесов на наставничката, наставничката го однесе на библиотекарката, а библиотекарката го ставила во весник. А кога ни ги даваа другарчињата, таму беше мојот црташ. Мојот црташ ставен на првата страница на другарчето. И јас многу се израдував кога го видов мојот црташ дека е турен на првата корица на другарчето. И така, у школа кога иде, ако е нешто тешко, ќе ми се пожали. Тато ако ја кара мама, ќе ми се пожали. И така. Ако и треба нешто, ќе подадеме баба, дедо. Преубаво, значи преубаво си поминавме, нема место за паника, за тревожење или за некој страф или за некоја негативност што некој може да си ја процени дека нешто ги очекува со самото раѓање на првото бебе, дека ќе има некоја трема или некоја несогласност меѓу мајката и бебето, тоа само некој вид на страф и трема пред да излезе бебето од мајката. Кога ќе се роди бебето е сосема нешто друго. Тогаш мајката не може да се одвои од бебето и бебето од мајката. Тоа е нешто преубаво и природно. Време е за бебе. За второто бебенце кога ми се роди машкото, Дамјан. Дамјан ми се роди
Значи, не беше ни големо, ни малецко бебенце, имаше 3,5 кила. Во почетокот беше многу мирен. Немавме проблеми со грчевите, како со првото бебенце. Со првото бебенце имавме до 3 месеци проблеми со грчевите, но тоа беа благи болки, добро ги надминавме. А со второто бебенце, значи со Дамјан, немав никакви проблеми. Тој не знаеше да плаче дури, не знаеше да плаче, го штипкавме едноставно по обравчињата за да заплаче, затоа што беше така буцкасто бебенце, напредно бебенце. И Дамјан и сега, како голем, е толку добро дете, толку мирно дете, што едноставно да посака човек да си роди уште едно бебе и гајле да си нема. Сега, значи, ние сакаме и си очекуваме уште едно бебенце. После 3 години остана, значи, сопругата бремена со второто детенце, кое е машко, значи Дамјан. Кога требаше да се породам со Дамјан, Анастасија имаше 3 години и како мало детенце, таа секогаш доаѓаше до мене и бев малку чудна со голем стомак и секогаш ме галеше, го ставаше увцето на мојот стомак и кажуваше: мамо, тука има бебенце. И јас секогаш си потврдував дека да, дека за кратко време ќе има братче, дека ќе го чуваме заедно, дека ќе го банкаме заедно. И таа толку се внесуваше во тоа и едва и чекаше да дојде моментот кој ќе се роди Дамјан. Тој беше така малце помирен, али за разлика од сега е малце попрган. Значи, тоа е сега исто прво оделение во училиште. Ме фатија болки за пораѓај. Татко и Анастасија заедно дојдоа со мене до болница, ме оставија, се гушнавме со Анастасија и таа нестрпливо чекаше да излеземе од болница со бебе, секој ден дома прашувала кога ќе ја земеме мама, кога ќе ја земеме мама. И кога дојдоа да ме земат во болница, таа на стакленцето, уште кога го виде бебенцето, ги пружаше рачињата за да го погали. Кога излеговме надвор, се качивме во колата, нејзи го дадовме прва во скут да го држи. Таа не знаеше дури од радост што да прави. И кажуваше: леле, мама, колку му се малецки прстенцата, рачињата. Секогаш беше уз него и со него. Дома кога стасавме, ми помагаше. Иако беше малецка, таа знаеше да го нишка во количка, да му зборува, да му тропка со играчиња. Едноставно и бебенцето, кога имаше некој покрај него, или бебенцето кој ќе чуеше некој детски глас дека е покрај него, како повеќе да се смируваше и повеќе да се прилагодуваше на околината во која се наоѓа, во нашиот дом. И од тогаш почна нашето познавање со распознавањето кој е тато, кој е мама, кој е дадичка и така. Сега за сега добар е, знае, значи, да пишува, знае букви, знае да брои, кои се уште они не ги имаат изучено. Па се надевам дека понатака така ќе иде. Јас знам да ги пишувам сите букви. А ние не знаевме да ги ние уште не ги учиме. Ние уште не ги учиме. Во училиште. Во училиште. А да, ние си играме, значи, со... Најчесто да душе учиме, пошто сега новиот закон мора да учиме ние со нив, а инаку си играме игри, им купуваме нормално играчки, со малиот ТВ го на компјутер, ќе седнеме, значи, игри, па, цртани гледаме, тоа е тоа. Имам 7 внучиња, од ќерка имам 1, од синовите имам од љубче 2, од едниот 3, сега очекувам од љубче уште 1. Време е за бебе. Сега ќе чекаме трето. Да. Што можеме, ќе помогнеме. Нека е живо и здраво. Убаво нека се породи. Значи, после известно време, ние до душе и уште пред да се земеме со Анета, значи, уште врска додека бевне, ние таа ни беше некоја желба, значи, да имаме 3 деца во бракот. Со тоа што и после известно време решивме да имаме и трето дете. Па како за трето бебе, сега што очекуваме, се осеќам преубаво затоа што е трето бебе веќе, значи имам искуство од претходните 2 бебиња, за сега веќе поголеми дечиња. Така да сопругата сега е бремена,
значи во процедура, бременост тече бременоста, сакаме трето да имаме, едва очекуваме значи, да се породи. Убаво ја поднесувам бременоста, домашните активности, значи физички или психички со децата, преубаво поминува, не е ништо страшно. Мајка како мајка, значи кога има во стомакот бебе која е во блажена состојба, се чувствува некако посебно и преубаво. И едва го чекам моментот кога моето ангелче, значи ќе се роди, ќе го земам во моите раце за подобро да се запознаеме. Така да деца си се никогаш не се од одмет. Колку деца повеќе толку пово. Нашите деца се премногу радосни, затоа што од секогаш сакале бебе, пошто тие се поголеми, кога ќе видат негдека бебенце, кој ќе одиме по роднини или по пријатели, или негдека во комши, тие знаат да си поиграат со бебето и секогаш ми викале: мамо, сакам јас бебенце дома, јас да си го држам, јас да си го успивам, пошто мојата ќеркичка е малку поголема. И доволно е уходена у тие работи и се радува. Секој момент го чека, го очекува бебето и секогаш нешто вади од фиоките, вика: мамо, ова за бебето ќе биде, она за бебето ќе биде. Сакаше, имаше желба да и биде сестричка, но ете, машко бебенце ќе имаме. Таа е радосна, исто така и малиот е радосен. Мама кога ми кажа дека била бремена, дека ќе имаме уште едно бебе дома, јас многу се израдував и на другарките у школа им се пофалив дека ќе имам уште едно бебе дома и скокав од радост, многу се радував дека уште едно бебе ќе имаме дома. Па мене најмногу мерак ми прават децава, значи кога се со нас приврзани се, значи они кога нешто сакаат ќе побараат, значи ќе им удоволиш, кога ќе дојде сака да си игра, значи да весели се. Јас сакам да биде сестриче, брат ми сака да биде машко, па сега какво и да е, здраво и живо да е. Деца као деца, значи они сакаат, многу сакаат да имаат бебенце, со тоа што малце се тегавиме, девојчето сака девојче, машкото сака машко. Али тоа е тоа. Весели се сепак се весели, значи сакаат да имаат бебе и они едва чекаат, значи да дојде на овој свет бебе. Јас имам искуство зашто на чичко ми децата сум ги чувала, сум со нив и со мојот брат кога беше мал. И сега со ова ќе имам искуство, со ова бебе ќе имам искуство, ќе можам да го чувам и ќе помагам и така и на мама. Моите дечиња, значи тие едва чекаат да се роди бебенцето и секогаш ме прашуваат: мамо, уште колку има, мамо, уште колку има, значи тие во како деца многу сакаат бебиња, значи кај што ќе одат по роднини, по фамилија, каде има бебенца, тие нон-стоп си играат со нив, ги закачкаат и сега викаат дека ќе си имаме и ние дома бебенце. Ќе си го галиме и нон-стоп ќе биде со нас, па нема да мораме само на 5-10 минути да го имаме, вака ќе го имаме цел живот со нас, ќе биде, ќе си играме со него и така премногу се задоволни. Па она кога ќе, например, ќе треба да му сготви јадење или да му најде облека, ние ќе го почуваме, ќе му даваме играчки, со тропалце ќе му тропаме, колку да се заигра, мама да ги донесе работите што ќе му требаат. Го сакаат, значи уште сега му го редуваат креветчето, количката, му спремаат алишта, какво ќе биде, што ќе биде, машкото си влече, значи сака братче, девојчето сака девојче, бебенцето да биде женско, но ете, испадна да биде машко. Но не представува некој поголем проблем, не се преокупирани со тоа каков ќе биде полот на бебето, важно да биде бебе и да ни плаче во нашиот дом, да си го смируваме сите, да си го галиме, да си го лукаме и така. Па за разлика, значи, збориме ситуацијата каква е, со плати, значи со средства, со финансии, сите знаеме, али ако чекаме на финансиите и ако се наслонуваме, не треба ни да се жени. Значи, со една плата стварно е тежок животот, али ќе мора да се бориме, да се мачиме. Тие деца се пресве, значи све на светот.
За нив ќе се бориме, ќе работиме, ќе трчаме на повеќе страни за да обстанеме и да тоа. Али со една плата, значи, не се издржува реалната слика. Како Македонија да го подобри зимскиот туризам кога на планините има се помалку снег? Експертите советуваат засилен маркетинг и подобра инфраструктура за да ги привлечеме странците. Да направиме такви понуди, такви комплекси каде туристот, значи, да почувствува потреба да излезе од тој комплекс. Спа центри, велнес центри, други содржини и така натаму и така натаму. Најдобрата реклама во туризмот е од уста на уста. Значи, треба да помине време до овие туристи кои што доаѓаат последниве неколку години тука во Македонија, да го рашират зборот за, убавините што ги поседува Македонија, за квалитетот и така натаму. Во Бизнис 365. Слика од Маврово, Попова шапка и Крушево. 20 јануари, понеделник. Време за среќа. Време за многу забава, екстра добивки, петка вредна пола милион денари и бинго бум до 2 милиони денари. Не биди надвор од кругот. 20:30. Национална телевизија на прва. Понеделнички. I am a very stylish girl. Во Стилисимо ќе гледате кој стои позади познатиот блог Сарториалист, феноменот селфи или само клик, интервју со Олгица Ѓоргиева. How do I look? Стилисимо вечерва во 19 часот. Во новото издание на Танц со звездите, екстравагантен гламур и најразиграниот подиум, надополнет со смели точки, кикови, фликови, мртви спирали. Танцуваме со звездите кои веќе ги добија првите оценки. Но вашата поддршка не треба да изостане. Затоа гласајте за вашиот омилен пар. Шоу исполнето со предизвици. На прва, Танц со звездите. Вечерва. Единственото македонско музичко шоу во кое се создаваат новите македонски музички звезди влегува во својата кулминација. Кристијан, Евгенија и Тане со настапи и дуети од нивните соништа. Гости арбитри Калиопи Букле, Каролина Гочева и Елена Ристеска. Суперфинале на Сите наши песни. Не пропуштајте. Недела. Добар ден. Ајде сега да ве видам. Нешто бевте вие настинати. Ќе си го легнеш тука и ќе си го соблечеш. Тоа е настинат, да. Колку време го пие сирупчето? Готово го прекинав. Го прекинавте? Може да направиме контролен бриз од носа и од грло. Кај си ти? Ти никога не плачеш. Опа! Ајде, ајде. Не, сонце, се уплаши. Не. Колко е долго? 7 кила има. 1 грам. Сланче има. Само влажно. Може да се слива от носа. Ќе обушнеш, да. Така. Да, мам ти се смири. Во однос на исхраната, таа си го дои, детенцето, и се уште ќе го дои. До полни веќе 6 месеци, во 7 ќе почнеме да го дохрануваме со овошни кашички. Меѓутоа, да, и сокчиња може, и тоа бистри сокови. Од јаболко, не црвени. А понатаму, после година и црвени и погусти сокчиња ќе вклучуваме. А веќе од 9 месец ќе почнеме со дохрана во однос на тие млечни каши или месо.
Време е за бебе. Даниел, кај си, бебе? Кај си Дина тук? Кај си Дина? Кај си Дина? Let's go. Let's go. Дини. Ау, мисля да му пикнам. Просто така, мисля. Още не ги плаче. Кај, Даниел? Кај си, бебе? Ајде, пати ги на Ајде. Вечерта, значи, кога ме фатија породилните болки, седејќи така ненадејно, нели, како бремена жена што фаќаат болките, мажот ни веднаш се консултиравме со него преку телефон. Анета, кога ја фатија породилните болки, јас бев моментално на работа, значи, тој момент. Кога ми се јави, ја, значи, тоа беше негде после полноќ, и јас дојдов, значи, за време на смената, се вратив дома, јас земав Анета, ја однесов во клиник. И после тоа, по неколку часа, значи, им се јавија и кажа дека веќе заврши породувањето, се добивме синче, кој сега е тука со нас. Малку ни е плачливо поради вадењето на запчињата. Имаме занимација по дома. После тоа, значи, пошто и шура ми таму работи, ја дознавне, после мено 24 сати, дознавне дека Анета се породила и дека имаме машко бебе. Првите денови кога го донесовме дома бебчето, беше многу мирно бебе, значи првата недела, после тоа настапија оние бебешки грчеви, значи што се кај секој бебе нормална појава, но меѓутоа со чајчиња, со масирање на стомачето, капки и такви слични работи, малку му се стишија грчевите, веќе од третиот месец завршивме со таа процедура. Немаше повеќе болки, немаше повеќе неспиени ноќи, плачење, сега сме посмирени, меѓутоа сега настапува оној период кога бебето го мачат запчињата, значи пукање на првото запче, додека го извадиме, ние сме така малку покенкави. Но ќе пројде и овој период, па после се надевам дека поспокојни ќе бидеме и во сонот, и преку денот. После тоа, значи, за 2 дена да отидов, си ги земав дома и тие нормални работи, значи почнувам одново со плачење, со лажење, така. За сега, да, бебето е напредно, добро е, расне, здраво, право. Ајде бебето да го облечеме, да биде убаво бебето. Даниел, кај си ти, мало ангелче? Душичке, прстето во уста. Имаме запче или не? Моментот можам да го запамтам и секогаш да го памтам, затоа што премногу ме израдува тоа што моите 2 дечиња и сопругот кога дојдоа да ме земат од болница, веќе не бев сама, значи со мене го носев и моето бебенце. Тие дури не ми дозволија да го земам. Први тие се стрчаа кон него и мојата ќерка веднаш го зема во раце, пошто е поголема, можеше да го држи бебето од самиот почеток. Немаше проблеми со тоа. Таа беше толку радосна и цело време по пат до дома се расправаа во колата кој да го држи бебето. Значи јас ќе го држам, па ти ќе го држиш и така се договоривме до пола пат да го држи Анастасија, од пола пат да го држи Дамјан и така двајцата да бидат рамноправни во држењето на бебето и во чувањето на бебето и по дома и сегдека. Па ние со нашето искуство, значи претходните 2 деца, поне ни беше толку чудно колку на него што му беше чудно со нас. Така да, беше плачливо малку, со грчеви, со чајчиња, сирупчиња, капки или други работи, помогна така. Бебето, значи, ноќе се буде само за цицање 2-3 пати, по 15-20 минути највеќе и после тоа се заспива веднаш и се спие се бајле до 8 часот. Но не е некое
бебенце, например, да се расони и после тоа во текот на ноќта да продолжи да си игра или да се занимава со некоја одредена работа што него го интересира, ќе се нацица, значи, ќе се задоволен со храна и веднаш ти продолжува со сонот. Ја и помагав, значи, помагав во повеќе работи. Значи, чајче знае да приготвам, да му дадам и да и подадам што и треба да и донесам. Значи, во преоблекување, да, децата да повозрастните ги со мене, повеќе обврските падна на мене, значи јас ги шетав со нив за школа, околу школа, секојдневните обврски на мене ми беа оставени. Значи, Даниел е темпераментно бебе, премногу живо бебе, онака не знае да застане нон-стоп во играње со неговите братче и сестричка. Значи, сестра му знае да го земе во раце, да го шета низ соба, по дворот. Тој веќе почнува да зема сам играчки, да ги фаќа во рачињата, но меѓутоа поради запчињата се пика во уста и така треба ние малку да внимаваме какви играчки му даваме, затоа што може да се повреди. Па децата, значи, и они предходно едва и чека да имаат бебе, со тоа што кога го донесовне, значи, стварно беа весели, радосни. Едва и чека, да, они првиот момент го гушка, го бацува, си игра со нив. Значи, едноставно секојдневно беа со него. Ние им кажуваме на децата што треба и што не треба, сепак се тие деца, колку им помагаат, толку и повеќе треба да ги учиме за да знаат како треба со мало бебе. Се случува некогаш да не сум во моментот покрај нив, за да не грешат. Убава радост, убава новост за секој еден, значи, сепак детето си е убава вест, убава работа. Како мајка на 3 деца можам да кажам дека некогаш има ситуации кога нели малку може да ми дојде времето књап да цел ден ми е исполнет со обврски, меѓутоа никогаш не се жалам и нема да се пожалам од ниедно мое дете, затоа што поголемите се сепак поголеми и идат во школа, така да немам проблем со нив. Сега со малиот малце, кога е малку фокенкав, значи знае да ми одземе малку повеќе од времето, меѓутоа тоа е сето минлива работа, затоа што јас не го чувствувам тоа како да ми го одзема од времето, него едноставно како надополнување во слободното време што претходно не сум можела да го исполнам. Едноставно, кога ми било слободно времето, сум знаела да седнам и да одморам, но сега со бебето ми го исполнува денот и така да преубаво е, прекрасно е. Со бебе не знам како да објаснам, затоа што он е едноставно мое срценце. Без него не можам ниту еден ден, ниту една секунда да се одвојам. Едноставно е навиката. Тој со мене и јас со него заедно во секој момент. Кога ќе се вратам, значи јас од работа, првично, значи двете поголемите знаат да ме пречекаат уште на улица пред да влезам дома. Да, значи ќе ме гуштнат, ќе ме вацуваат, пошто и не ме гледаат почесно. Ќе дојдам дома со малото, ќе си поиграм, значи ќе си го бацам, ќе си го гуштам. И така. Убаво е, значи, чувството да дојдеш дома и си ги видиш децата. Тоа е незаменливо. Да. Исполнет сум со децата. Имам едноставно и занимација. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре,
ново утро.